Овој план и неговото исполнување ќе потврдат дека Република Македонија представува почитувана држава на достоинствени граѓани, Македонија за сите. Дозволете ми уште еднаш да ви ги пренесам јасните и прецизни пораки на нашите стратешки искрени пријатели од Европската Унија, испратени од самитот на Западен Балкан, кој што се одржа во Трст. Македонија, граѓаните на Македонија, новата влада, собранието и целото општество имаме огромна поддршка за одлучноста, за суштински реформи и за определбата за интеграција на нашата земја во Европската Унија. Нашите пријатели сметаат дека Македонија е на вистинскиот правец и порачуваат да се обединиме сите и во функција на исполнување на заедничкиот интерес, заедно да стоиме во остварувањето на добрите перспективи за нашите граѓани. На сите состаноци бев уверен дека процесите ќе бидат забрзени доколку ние сите, како политички елити на граѓаните на Република Македонија, влеземе во колку што е можно поголема согласност за постигнување на нашата цел, утврдена со планот 369. Ваква недвосмислена поддршка за Македонија, која што ја добивме покрај нашите соседи, кои што треба да работат на регионалната соработка, ја добивме на вистина од лидерите на најголем дел од земјите членки на Европската Унија. Добивме поддршка секако од еврокомесарот Хан, од подпредседателката и високата представничка на Европската Унија, господјата Могерини, но добивме директна поддршка од канцеларката Меркел, од председателот Макрон, од премиерот на Австрија, премиерот на Словенија, премиерот на Бугарија, премиерот на Хрватска и другите премиери кои што беа таму дојдени за самитот за да ја дадат токму поддршката на Западен Балкан, а со тоа и поддршката на Република Македонија. Упатив благодарност до шефовите на државите и владите на самитот во Трст и порачав од наше заедничко име дека постои политичка волја и во собранието и во владата на Република Македонија да ја поддржи, да ја прифати агендата за поврзаност на регионот, која што значи шанси за напредок на Македонија и на Западниот Балкан. Поврзувањето не е само политичко прашање за нас, соработката не е само прашање на политичка култура, тие се неопходност, тие се мостови кон Европа и светот, тие значат и конкретни придобивки во квалитетот на животот на нашите граѓани. Почитувани пратеници, собранието има многу важна улога и одговорност во реализацијата на овој наш реформски план. Затоа заедно со мнозинството во овој дом апелирам за соработка и подавање на рака на владеачките партии со опозиционите партии, за да се вградиме сите во овој план со свој поединечен и колективен придонес. Не бараме од опозицијата да прифати се, но бараме да учествува, да дава идеи и секако да биде конструктивен партнер, а барам секако и очекувам и од мнозинството да има разбирање за сугестиите кои што доаѓаат од опозицијата и секогаш сваќајќи ги предимствено како конструктивни. Успехот на крајот ќе биде за сите нас, за Македонија. Ќе го имаме целосно правото да кажеме дека да, сите придонесовме за овој наш заеднички успех. Ова го правиме заради граѓаните и за подобрување на нивниот живот, а не од тесно партиски интереси. Да ги забравиме партиските интереси во името на целите на планот 369, тие цели ги споделуваме сите. Реформите за побрзо остварување на нашиот стратешки интерес, членство во НАТО и Европската Унија, и токму заради овие интереси на граѓаните на Македонија во првите 3 месеци сакаме да го реализираме првиот пакет реформи за да обезбедиме аргументација за Европската комисија да ја отстрани условеноста на препораката за почеток на пристапните преговори. За 6 месеци планираме да го заокружиме вториот реформски круг, со тоа да упатиме силна порака до Советот на Европа, кој што ќе се одржи во декември 2017 година, дека остваривме сериозни резултати во повеќе области, што ќе ја зацврстат перцепцијата за Македонија како земја кандидатка за член на Европската Унија, а во наредните 9 месеци заеднички да го имплементираме третиот круг реформи и доследниот извештај на Европската Македонија, да ги убедиме земјите членки на Европската Унија да отпочнат постапка за утврдување на датум за пристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Дозволете уште еднаш да ве повикам и да ви укажам дека владата и овој план што го понудивме пред јавноста се целосно отворени за сеопфатна соработка со сите институции на државата,
со граѓанскиот сектор. Сите да се вградиме, сите да се вклучиме во оваа реформска акција за нашата заедничка Македонија.